Од пушоци од цигари, различни харти и пластични шишиња може да се забележат во речиси секој дел од градот. И покрај тоа што има поставено корпи за фрлање отпадоци, струмичани не се грижат доволно за чистотата во градот. Еколошкото друштво Планетум од Струмица веќе подолго време ја спроведува акцијата за уредување на јавните површини, но дел од нив се целосно уништени. Пред повеќе од 2 месеца беше исчистен и уреден просторот наспроти трговскиот центар Глобал. Иако дрвцата се уште се на место, оградата е целосно искршена, а отпад има на сите страни. Струмичани сметаат дека граѓаните треба почесто да се грижат за чистотата во градот. Секој родител треба да му каже од детето не смее да го држи дрвото и да го треска. Јас сум земјоделски инженер и многу ми прече това на мене. Ја сакам природата, го сакам цвеќето, го сакам растението. Но родителите треба стално да ги советуваат, а и наставниците. Наставниците во природа и децата да ги запознават што значи растение и колку време му треба на едно растение да порасне. Значи треба да го пазат, а не да го уништуват. Мислам така, нели? И ѓубре не треба да се фрла по земјата. Треба да си го собираме сите у ракичката, у харти, или ќе си оставаме у джебу, после на кантата ќе го оставаме. Канти име до... Крше народа. Значи не е доволно. Па ние сме родни со свес. Треба само да... Како се вика, да... Породовото странство да видат како е, младите па да додат тук да го пременат, иначе кај нас нема шанс. Апсолутно. Така ќе се... Тоа е добар украс за нашиот град, но сепак... Апсолутно, нема кој да го држа. И покрај редовното информирање и апелирање до граѓаните од страна на медиумите, свеста кај нив тешко да проработи. Дел од струмичани вела дека е потребно повеќе практична, а помалку теоретска пракса. Не е нели само информативно, него и пример право да се дава. Еве едно детенце как поминува, нели? И как го негува растението гледајќи го или радувајќи му се на растението. И оно знае што значи љубов. Нели ние стручнаците велиме така. Цвеќето и растенијата и они знаат да сакат, но се работи века за физички сензибилитет, не за свесна појава, за това што на растенијата им недостасува нервен систем. Некако кај нас, нели, е така. Значи, ако детето биде пример ја тука околу растенијето и го пазе, понатаму друго детенце и знаеш, они едни од други ги се учат на такви нешта. На 2 декември минатата година, еколошкото друштво Планетум од Струмица уредуваше и чистеше јавни површини низ градот, а во чест на празникот Ден на дрвото, тие засадија дрвца и го исчистија просторот наспроти трговскиот центар Глобал. Во чест на денешниот ден, Ден на дрвото и во склоп на проектот Зелена граѓанска акција во Струмица, денеска организираме акција за приспособување и уредување на јавна површина. Истите ученици учествува во делење на флаери на локални минувачи, како и на жителите кои што живеат и работат во околината. Флаерите се од едукативен карактер, тие се наменети да го запознаат локалното население, значи со начините како може да ја одржуваат веќе уредената јавна површина, како да ја негуваат и во случај на некакви недостатоци, аномалии, да се јават на надлежните институции да ги пријават таквите недостатоци. Еколошкото друштво Планетум досега има реализирано 8 вакви акции на секаде низ градот и околните села.